Денеска сме во Штип заедно со председателот на владата, заедно со нашите сограѓани да се видиме, да поразговараме за проблемите, да ги понудиме нашите решенија со кои што ќе се зафатиме со нивно решавање во наредниот период. Сакам само да повторам и да додадам уште неколку проекти за оваа населба, за населба Сењак, кои што ги имаме во нашата програма, а тоа е енергетски ефикасни објекти, енергетски ефикасни фасади кои што ќе ги поставиме на зградите, ќе почнеме овде од населба Сењак, што значи заштеда на енергија до 70% на секоја зграда која што ќе биде со енергетски ефикасна фасада. Друг проект кој што е многу важен е изградба на градинка во населба Сењак, со кој што ќе биде по сите европски и светски стандарди и ќе биде еден нов момент за да ги задржиме и младите овде, да можат младите да се образуваат, да го започнат своето образование во едни нормални, убави средини во нашиот град, затоа што градинка многу одамна во Штип се нема изградено. Имаме уште многу други проекти, ќе подобруваме инфраструктурата, раскрсницата во населба Сењак е многу опасна, овде ќе направиме реконструкција, ново сообраќајно решение на оваа раскрсница, подобрување на осветлувањето и уште многу други проекти, меѓутоа се со цел ова ќе биде подобрување на животот на граѓаните кои што живеат овде. Знаеме дека населба Сењак е втор центар на градот после централното градско подрачје. Ние сакаме центарот да го растеретиме дополнително, овде да се развиваме дополнително и така што тоа ќе го правиме токму со вакви капитални проекти. Затоа сакам да ги повикам сите граѓани уште еднашка во вториот круг да ме поддржат мене, нашата голема коалиција која што гледа дека секој ден станува се поголема и во вториот изборен круг да победиме со убедлива и голема разлика, бидејќи Советот на општината веќе го освоивме, редно и градоначалникот да биде од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, заедно со централната влада да направиме многу за нашиот град.